Од денеска стапи во сила привремената мерка забрана за носење деца во градинки кои се невакцинирани од морбили, рубеола и паротит. Забраната се однесува само за подрачјето на Скопје и истата следи откако беше прогласена епидемија од морбили на целото подрачје на градот. Забраната за примање деца во градинките кои не се вакцинирани од вакцина за морбили, рубеола и паротит предизвика бурна реакција кај родителите, кои се најгласни на социјалните мрежи, од каде потекнува и кампањата за антивакцинација. Со цел да дознаеме дали забраната за примање невакцинирани деца во градинките и поттикна родителите да ги вакцинираат нивните деца, се обративме во одделот за имунизација во поликлиниката Јане Сандански, од каде што ни потврдија дека во текот на денот има зголемен интерес за вакцинирање од МРП. Министерството за здравство информира дека денеска до 12 часот се вакцинирани вкупно 267 деца од предучилишна возраст. Најголем дел од родителите, чии деца се невакцинирани, се против одлуката на здравствениот санитарен инспекторат, со која на нивните деца им се забранува престој во училишните установи. 33 годишна мајка на дете кое посетува градинка во општина Газибаба денеска ја сконтактира информативната програма на Прва Скопска со цел да ни раскаже дека утрово на незиното дете му било забрането да влезе во градинката, а таа немајќи друго решение го земала со себе на работното место. Според неа, ова представува дискриминација по основ на вакцинација. За другите пак, оваа одлука е исправна. Сметаат дека децата треба да се вакцинираат. Што мислите за вакцинирањето и за забраната да се носат невакцинирани деца во градинките? Може би, ако мислат лекарите дека е оправдано, би прифатила по мислење на лекарите. Задолжително треба да се вакцинираат децата. И тоа е најдоброто за сите деца. Треба да се вакцинират, ама требало на време тоа. Јас мои деца сите сум ги вакцинирала. Првото па не ми ни лежала сипаница, редовно вакцинирана. Второто треба да се вакцинират. Што мислите за епидемијата која што се појави од сипаници и забраната за носење деца во градинка невакцинирани? Па видите овака, децата што не се вакцинирани не би требало да одат во градинка. Мислам, тоа можда е, не знам, некоја лоша пропаганда што се даваше на телевизија, нели, дека штетна е едно друго све. Дали е штетна, не знаеме. Али деца што не се вакцинирани не би требало да одат во градинки да ги пуштаат. Здравствените власти повикуваат на задолжителна вакцинација на невакцинирани деца со МРП вакцината, која е ефикасна во превенцијата на болеста. Родителите кои нема да ги вакцинираат своите деца ќе бидат парично казнети од 350 до 650 евра. Од Министерството напоменуваат дека МРП вакцината е високо квалитетна. Производител е компанијата GlaxoSmithKline од Белгија. Малите сипаници се пренесуваат преку воздух со ситните капки секрет од дишните патишта, кои при кашлање, кивање и гласно зборување ги сврлаат заразените лица. Симптомите вообичаено почнуваат да се јавуваат 10 до 12 дена по изложување и траат 7 до 10 дена. Иницијалните симптоми вклучуваат треска, често со температура поголема од 40 степени, кашлица, течење на носот и воспалени очи. Компликациите вклучуваат појава на диареја, инфекција на средното уво, пневмонија, но и воспаление на мозокот. Лекарите препорачуваат болниот во текот на заболувањето да се изолира, да седи во домашни услови на амбиентална температура од 24 степени, да се пијат многу течности, чаеви, природни сокови и витаминска терапија. Ако болеста е пропратена со висока температура, со контрола и препорака на лекар треба да се земаат и лекови за нејзино намалување.